Нова операциона сала како и нов мамографски апарат ќе добие Општа болница Гевгелија. Овие две клучни одлуки кои во иднина ќе значат многу во подобрување на здравствениот систем беа донесени на денешната средба на министерот за здравство Никола Тодоров со тимот лекари од оваа здравствена институција. Покрај овие две одлуки на работната средба се разговараше и за нови специјализации и вработувања кои во иднина ќе значат клучна улога во здравствениот систем во болницата. Уште неколку здравствени установи од регионот да организираме да доаѓа доктор специјалист по интерна медицина овдека во Николич, помага односно да дава здравствени услуги од оваа специјалност, особено за хронично болните. И договоривме во тој дел да се организира со здравствениот дом овозможување на еден лаборант кој што ќе зема крв и ќе се прават крвни анализи во здравствениот дом, а резултатите ќе се испраќаат на матичниот лекар, откако матичниот лекар ќе биде избран и ќе почне да функционира овдека во Николич, за пациентите да не треба да патуваат до Гевгелија или до Дојран за правење на биохемиски анализи. Од раководството на болницата одлуката за нов мамограф ја коментираат како повеќе од потребна. Видете вака, ние до пред некој месец имавме мамограф повеќе од 10 години, кој што успешно функционираше, меѓутоа поради дефект сега сме принудени да бараме нов апарат. А што ќе значи мамограф во денешно време, кога мамографијата е малтене секојдневен скрининг тест кај секоја жена, така да. По посетата на Општа болница Гевгелија, министерот Тодоров имаше средба со граѓаните од населено место Николич, кои како главен проблем му го посочи намањето матичен лекар, но министерот Тодоров пред нив се заложи да се реши проблемот. Утре веќе ќе се распише оглас за вработување на лекарскиот тим во ова населено место. Океј, тогаш вака се договараме. Директорот веднаш денеска го спрема огласот и го пушта. Пробуваме да анимираме лекари од Гевгелија, од Дојран да се јават на огласот. И да видиме ако има 500-600 пациенти да се преземе обврска преку местната заедница се организира и фондот си преземе обврска како рурален доктор да му даде статус на руралност за да има поголем приход за да може да обстои. Океј, го договараме тоа. Утре го распишуваме огласот и се надеваме дека ова ќе го завршиме со работка со местната заедница. Договорено? Да. Министерот Тодоров заедно со представници на Фондот за здравствено осигурување и Агенцијата за лекови. Денешната работна посета е заокружи со посетата на Дојранската амбуланта која пружа 24 часовна здравствена помош.